Министерката за финансии Нина Ангеловска никаде ја нема кога треба да се презентираат клучни одлуки на владата поврзани со незиниот ресор, а имаат негативен одек во јавноста. Информацијата дека земјава се задолжи со историски најголемата евроврзница тешка 700 милиони евра помина со најобично соопштение. Во минатото редовна пракса беше министрите за финансии веднаш да организираат пресконференции на кои ги објаснуваа на јавноста сите детали. Веќе 2 дена експертите прашуваат колкава ќе биде цената, односно каматата што треба да се плати за издадената евроврзница, на кој начин и на колку рати ќе се враќа и од каде ќе се најдат пари за враќање на долговите. Инаку со новото задолжување со евроврзницата, јавниот долг ќе скокне од досегашните 5,5 милиарди евра на 6,2 милиарди евра, односно од 50,7% на над 56% од бруто домашниот производ. Аналитичарите се кренаа на нозе и пред 1 месец кога владата ја зголеми акцизата на нафтените деривати за 3 денари по литар. И тогаш тешката задача непопуларната вест да ја соопшти на јавноста ја имаше владиниот портпарол Муамед Хоџа и покрај тоа што сите чекаа министерката за финансии Нина Ангеловска да ја образложи мерката. Инаку портпаролот ретко сам држи пресконференции и најчесто пред корона кризата известуваше за заклучоците од редовните владени седници. Министерката за финансии Ангеловска најде на негативни реакции во јавноста и минатата недела, кога заедно со министерот за економија Крешник Бектеши во неможност одветно да информираат јавноста околу уредбите за платежните картички и ваучери за граѓаните, предвидени со третиот сет мерки, во момент на нервоза се осудија да даваат квалификации што треба, а што не треба да прашуваат новинарите. Овој потек беше остро искритикуван од експертите и новинарската фела. Инаку уредбата за платежните картички беше објавена вчера со задоцнување од речиси 2 недели откако техничкиот премиер Спасовски го презентираше третиот сет мерки. Граѓаните се уште чекаат на уредбата за ваучерите за туристички патувања во висина од 100 евра. Министерот Бектеши неделаво уверуваше дека процесот ќе заврши најдоцна викендов.